Програмата Живот во Виница на СДСМ и градоначалникот Ивица Димитров е најголема досега пласирана измама на граѓаните, се огласи огранокот на ВМРО во Виница на пресконференција, откако констатираше што се Димитров ветил, а на половина од мандатот не завршил. Почитувани сограѓани, бидејќи градоначалникот неколку седници поред не присуствува на седниците на Совет на советнички прашања, принудени сме преку јавните медиуми да го прашаме за проектите кои ги веди пред граѓаните на општина Виница. Кога ќе започне со изградбата на брана на река Сушица? Докаде е изградбата на булеварот на влезот во Виница од Горица до бензинската на Мак Петро? Докаде сте со ветувањата дадено на пензионерите, реновирање на пензионерскиот дом во Виница? Каде е намалувањето на цената на водата и другите комунални давачки за 30% и зошто наместо ветеното намалување, водата како оваа, така и наредната година поскакува? Докаде сте со активностите за изградба на затворен градски пазар? Каде е регулацијата на Градечка река со кејски ѕидови во делот што минува низ Виница и патот Градец-Лисец, проекти кои имаа рок на реализација 2018 и 2019 година? Почитувани, ова се само дел од проектите кои предизборно беа ветени од градоначалникот и новата локална власт на СДСМ, преточени во така наречената програма Живот во Виница, најголемата измама што некогаш била пласирана на граѓаните на општина Виница. На прозивката, градоначалникот Димитров врати: Во врска со изградбата на брана на река Сушица, разговаравме и преговаравме со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за обезбедување буџетски средства за отпочнување техничка документација за изградба на брана на река Сушица и започнување на изградба во 2020 година. Оваа година донесовме детален урбанистички план за неколку урбанистички блокови од влезот на Виница до местото викано Горица, а во фаза на подготовка е изработка на техничка документација за булеварско решение. Цената на водата ја регулира регулаторна комисија, а Советот носи одлука и ова ДПМН го знаат. И цената на водата во Виница беше намалена за 3% и таа е најниска цена, пониска отколку во времето кога ДПМН беше на власт. Што се однесува за изградбата на затворен пазар, најправо мора да се донесе детален план кој е во завршна фаза. По донесувањето на ДУП ќе започнеме со изградба на затворениот пазар. Нека кажат ДПМН колку активности и колку проекти направија за жителите на општината Виница за 8 години од нивното владење. Граѓаните ќе ги паметат по тоа што ништо не направија за Виница. И во реакцијата на градоначалникот Ивица Димитров.